Здраво, дечки, добро дојавте. Се извинувам. Добро дојавте во моето ново видео. Денешната тема ќе биде зошто младите во Македонија, ученици, студенти, млада популација, да кажем до некои 30 години, користат англиски зборови понекогаш кога и не е потребно, кога можат целосно да се изразат на македонски или со други зборови, зошто не го ценат нашиот јазик кој што сме го добиле како и секоја друга земја, која што си го цени јазикот, и во таа насока сакам да кажам свое мислење од секојдневни предавања, од тоа што ги слушам учениците, студентите како се обраќаат, па да не должам многу да преминам на она што е главно. Многу често во последно време слушам еден куп студенти кои што некои нормални зборови кои што може да ги кажат на македонски, не ги кажуваат на англиски. Пример, I'm not sure за тоа. Зошто? Не можеш да кажеш не сум сигурен за тоа. Или тој не е available. Тој не е достапен. Не можеш така да го кажеш. Мислам, имаме наш јазик, наша држава, користете го, ценете го. Мислам, нема потреба така се зборува. Одлично е тоа ако зборувате англиски, ама зборувајте само англиски. Значи, фокусирајте се само на англискиот јазик и тогаш изразете се целосно. Онака како што замислувате, како што сакате. Но, ако зборувате македонски, обидете се да зборувате само македонски. И сваќам, има некои стручни термини ќе се употребат понекогаш кога навистина е неопходно да се дојде до смислата на разговорот, до контекстот на разговорот. Но не мора секогаш. Не сваќам зошто. Зошто има потреба? Кога имаме наш јазик, кога имаме таква привилегија да го зборуваме нашиот македонски јазик, кога имаме благослов од Господ наш јазик, искрено не ми се допаѓа и овде отворено ќе кажам дека сите други земји го ценат на своето, ние за жал не го цениме. Не сваќам зошто. Не сваќам која е причината. Толку ли сметате дека сте баксузи што сте родени во Македонија? Не сваќам. Не смеете така да размислувате. Сега, не знам кој ќе го гледа видеото, но зборувам општо. За оние кои што тоа го прават. Не важи ова за сите. Има навистина студенти, луѓе со кои што зборувам и од кои што сум импресиониран, колку навистина не само што го зборуваат македонскиот јазик, туку и на колку високо ниво зборуваат, значи колкав вокабулар поседуваат. Што е нешто прекрасно да се види, да се слушне. Така што тоа е тоа во главно. Пак ќе кажам, убаво е да се зборува англискиот јазик, било кој странски јазик, но кога го зборувате го само него. Кога го зборувате македонскиот, обидете се да кажете на македонски. Бидејќи наистина не ми се допаѓа на мене, верувам дека и на многу други луѓе кои што тоа го слушаат секојдневно. Не е убаво. Не звучи убаво. Да, дај некој пример, например, што е на англиски и спореди го со некој македонски.
или преведи го на најдобар можен начин. Но немој некои изрази кои што секој човек на овој свет би ги знаел да ги кажуваш на англиски, а на македонски секој човек може да ги каже, и оној што е писмен и оној што е неписмен, со должна почит кон сите. Сакам да кажам, секој човек може тој збор да го каже. Не е некој високо ниво, да кажеш, што се пишува во вестници, на интервјуа, не знам, по портали. Не сум сигурен, или достапен, или здраво, hello. Океј, hello, ама здраво поубаво звучи, да не се лажем. Здраво поубаво звучи. Не знам што би додал. Тоа е тоа, во главно, секој што ќе го гледа ова видео, верувам дека ја сваќа важноста да зборуваме македонски, затоа што тоа ни е дадено и треба да го цениме. Тоа е поентата. Тоа е поентата на ова видео кој што го направи. Ништо повеќе. Така што тоа е тоа, се надевам дека ќе послужи ова за секој оној кој што ќе го гледа, да се изразува што е можно повеќе на македонски. И да, морав да ја отворам оваа тема затоа што секојдневно слушам такви разговори, едноставно не ми е убаво. Не ми е убаво, морав да го изнесам ова пред сите вас и верувам дека постапив добро со тоа. Дека направив добра одлука што го кажувам ова, а макар да го слушнале 200 лица, 200, подобро 200 отколку никој. Да. Добро. Ајде, имајте убав ден. Сето ова е кажано во позитивна конотација, се со цел ние да си го зборуваме јазикот, да си го цениме јазикот, да се подобруваме. Не е ништо негативно. Јас имам почит кон сите странски јазици, како што велат, колку јазици знаеш, за толку луѓе вредиш, но обидете се, кога зборувате македонски, зборувате македонски, кога зборувате англиски, зборувате англиски, кога зборувате шпански, да зборувате шпански, кога зборувате германски, да зборувате германски. Тоа е поентата на разговорот. Имајте убав ден, се гледаме. Поздрав!